Министерството за одбрана на Република Македонија и Генералштабот на армијата на Република Македонија ја избраа понудата на италијанската компанија Леонардо за најповолна во процесот на избор на нови хеликоптери за бригадата на воздухопловните сили на армијата на Република Македонија. За околу 230 милиони евра, армијата на Република Македонија ќе биде опремена со 4 средни повеќенаменски хеликоптери со 2 мотори АВ-149 во конфигурација за 14 патници и 4 хеликоптери АВ-169 кои ќе може да носи до 10 патници. Двата вида ќе бидат опремени со опрема за одредени задачи. Набавката на нови хеликоптери од страна на Македонија е најголемото купување оружје за земјата на НАТО откако стана независна од Југославија во 1992 година. Тој, исто така, го означува првото купување на нови хеликоптери. Хеликоптерот има максимална брзина од 278 км на час. Хеликоптерот може да биде опремен со 20 мм митралес и 12,7 мм митралес и 3 цевки за 70 мм ракети. Кабината може да биде опремена со 7,62 мм митралези со општа намена. Најопасното оружје на овој хеликоптер се 81 мм ракетни лансери, проектили воздух-воздух и проектили воздух-земја. Хеликоптерот може да биде опремен и за други мисии како медицинска евакуација, команда и контрола. Во медицинската евакуацијска улога, во кабината се наоѓаат 2 до 6 носилки, 4 присутни и медицинска опрема. Кабината е климатизирана и е 25% поголема од постарите хеликоптери и може да прими до 16 војници со лесна опрема или 12 целосно опремени трупи. Кабината е со голема лизгачка врата од секоја страна за брзо влегување и спуштање. Прозорите на кабината даваат многу добра видливост. Хеликоптерот се напојува со 2 мотори со по 1980 конски сили, кои што му дава на хеликоптерот исклучително добри и високи перформанси. Овој хеликоптер за прв пат полетал на 13 ноември 2009 година.